Благодарам, господин Джафери. Почитувани пратеници, почитувани представници на владата, почитувани министер. Како што и за многу други закони, поврзани со економијата и општо со општественото живење во Република Македонија, пробвате нешто да направите, да воведите нешто ново. Така и со овој закон пробвате да подобрите некоја работа, меѓутоа очигледно не добро осмислена и не добро спроведена. Намерата, идејата ви е легитимна. Да му возможиме на граѓаните полесно да ги пополнат даночните пријави, да им ги намалиме, да речем, гужвите и нервозите пред која ќе заврши фискалната година. Меѓутоа, начинот на кој што тоа го правите не е во ред. Зошто не е во ред? Заради тоа што со вака избрзано решение им задираме во приватноста на граѓаните. Спротивно на уставните начела дека приватноста им е загарантирана. Исто така задираме и во делот на банкарска тајна. Вие кажавте дека банкарската тајна е дефинирана со некои членови таму од законот. Меѓутоа, кој ни гарантира дека податоците кои што ќе бидат прибрани од банките во управата за јавни приходи нема да бидат злоупотребени? И сега ние имаме закон во Република Македонија каде што е забрането прислушкувањето. Меѓутоа гледаме дека уназад години никако да се избориме со тој проблем. Имаше една влада, имаше проблем со прислушкувањето. Сега имаме друга влада, имаме случај каде што се прислушкува јавното обвинителство на Република Македонија. И тој јавниот обвинител јавно кажа, излезе на говорница и кажа дека се прислушкувани. И како влада немате доставено никаква информација кој и како прислушкува. И кој ни гарантира дека утре други ден нема да бидат злоупотребени информациите кои што ќе бидат прибрани од банките во однос на трансакцијските сметки на сите граѓани на Република Македонија. Која е гаранцијата? Велите, ќе биде подобро и по-заштитено трансакциите и така натаму. Не гледам аз понудено решение да стварно тоа така биде. И од тие причини и самата дирекција за заштита на личните податоци изкажало негативно мислење за ова намера што сака да ја направи. За овој закон што сака да донесе. Дел од забелешките очигледно сте ги примениле, меѓутоа тој вториот дел, каде што треба да се дадат гаранции дека тие прибрани податоци ќе бидат тајни, дека нема бидат злоупотребени, воопшто ги немате обработено. Барем не ги немате на нас понудено како пратеници да ги видиме и да ги дискутираме. Ние тука треба да ви дадеме поддршка за вакво решение без комплетна слика како тоа ќе се изведува. Пак ќе кажам, по принципот на другите закони кои што ги носите. Популизам. По принципот на данокот што го кренавте, по принципот на укинувањето на радиодифузната такса и така натаму. Треба да понудите суштинско решение со решение на суштинските проблеми. Меѓутоа решение кој што граѓаните ќе бидат сигурни дека тоа што ќе се спроведува нема да биде на нивна штета. На овај начин им даваме можност, пак ќе речам хипотетички, им даваме можност на вработени во управата за јавни приходи да располагаат со осетливи податоци за секој граѓанин. Им даваме можност на вработени во банките да можат да ги достават тие податоци до управата за јавни приходи. А кој гарантира дека освен до управата за јавни приходи, тие податоци нема да доставени и до друго место, до друго лице, до друга организација, бидејќи ќе постои можност тоа да го направи. Те има каналки, има разработена процедура, разработен софтвер, кој нас ни гарантира дека нема да бидат испратени на друго место. Нас, не зборувам нас како пратеници, зборувам во име на граѓаните. Тоа треба да се понуди тука. Да им дадеме сигурност на граѓаните дека луѓе не се секирајте, овде нема да има можност за злоупотреба.
Меѓутоа не, освен вашиот добар збор и вашето ветување, не се секирајте, се ќе биде во ред и нема да бидат злоупотребени работите, друго ништо не гледаме. Пак ќе се навратам на случајот. Пред 5-6 месеци излезе јавното обвинителство и каже дека е прислушкувано. Па нели во Македонија забрането прислушкувањето? И ништо воопшто ова влада не најде сили, не најде начин нешто да каже на таа тема, нешто да ги смири граѓаните, да им рече не се секирајте, тоа повеќе нема да се случи. И секако граѓаните да веруваат дека со ова законско решение ќе бидат нивните трансакции сигурни. Велите, ќе се прибираат само приливите. Да, така треба да биде, така пишува во закона. А кој гарантира дека нема да се прибираат или нема да се испраќаат и трансакциите за трошење од таа трансакцијска сметка? Кога веќе некој вработен во банката има можност да собира приливи, тоест да собира трансакции за приливи на трансакцијска сметка на некој граѓанин, кој нас ни гарантира дека нема да ги собери трансакциите за одливи, тоест кој граѓанин што трошел од таа трансакцијска сметка и нема да ги испрати там каде што тој смета или каде што има интерес да бидат испратени. Значи, ако сакате вакво нешто да го ведите, мора да ведите многу поголеми и појаки заштитни механизми. Со какви сертификати тие луѓе треба да располага, кој ќе ги контролира. А не само не се секирајте, ќе бидат заштитени работите. То не е во ред. Би се зазрал малку и за барањето од царината. Зарем царината не е поедноставно, ако сака да добие трансакцијска сметка на некој граѓанин, да се обрати до банката и да им се испрати само трансакцијската сметка на граѓанин? Зошто царината да има, исто како што има управа за приходи, можност да пристапува кон трансакциите на трансакцијските сметки на граѓани? Пак можност за злоупотреба. Ако сакаме да направиме демократско општество, сметам дека приватноста на граѓаните треба да ни е приоритет. Ако државата сака да направи подобар систем за собирање на даноци, тоа треба да го направи и е обврска на државата, меѓутоа не на штета на приватноста на граѓаните. На овој начин полесно име на управата за приходи, со еден клик на компјутерот, сите даночни пријави ја спремни. Да, полесно име, точно. Меѓутоа можноста за злоупотреби, можноста за нарушување на приватноста на граѓаните е каде неколку пати зголемена, после ќе биде после носењето на овој закон. И тоа треба да се извага. Треба добро да се размисли кои заштитни механизми треба да се постават тука или да се најде начин на некое меѓу решение. Решение во смисла, јас како граѓанин да подпишам барање и да ви дозволам вие како управа за приходи да ги земите овие трансакции од банките или да не ви дозволам. Ево, сакам да се мачам, секој 31 март или февруари, крајот на февруари, точно не знам кога беше деношната пријава се дај, сакам да се мачам, јас да се пополнам и да ви ја доставам на рака. Ево, имам желба. И неќам вие да ми чепкате во трансакцијските сметки. Барем такво решение да понудите, тоа пак колку толку некако според мене ќе биде прифатливо. Тогаш јас како граѓанин доброволно ќе се откажам од мојата приватност по некој друг интерес. Дали тоа што неќам да се мачам да пополнувам даночна пријава, дали што сакам вас да ви помогнам како управа за приходи да сте поефикасни. На овај начин сте повеќе и повеќе приватноста на граѓаните се загрозува. Благодарам.